Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео темата ќе биде едно прашање кое често го среќавам и приватно и во реалниот живот и можам да го сретнам во различни верзии по интернетот, а тоа е зошто луѓето на кои најмногу сме им помогнале не забораваат или забораваат колку многу сме им помогнале, колку многу сме им се нашле. Уште на почетокот да кажам дека ова видео го правам, односно се што зборувам е без осуда, без критика и доколку се почувствувате така, не ми било тоа целта, туку целта ми е да се разбереме подобро и себе си и другите, да освестиме некои работи кај себе, ако сакаме и можеме да ги промениме, да ги подобриме и да имаме подобри односи. Зошто луѓето забораваат дека сме им помогнале, сме биле покрај нив кога им било најтешко, или пак некогаш сосем не забораваат, иако сме биле дел од токму тие периоди во кои пребродувале некои големи животни предизвици. Секое прашање зошто има многу затоа, има многу одговори. Јас тука ќе понудам различни своји ставови, нормално дека не ги знам сите одговори. Вие одберете си што може да ви служи да искористите како одговор или да ве мотивира да го најдете одговорот кој вам ќе ви служи и ќе ви одговара. Луѓето кои ги забораваат они кои им помогнале кога им било најтешко, сакаат да го заборават тоа што им се случило, сакаат да го заборават периодот низ кој поминувале. Сакаат да заборават дека им било тешко или најтешко во тој одреден период, нели најтешко е сепак релативно. Бидејќи сакаат да го заборават тоа, а вие сте дел од тоа, ве забораваат и вас. Бидејќи сакаат себе си да се убедат дека тоа поминало, дека го надминале, дека сега се подобри, посилни, некогаш тоа е вистина, некогаш е само убедување. Полесно им е најверојатно да ги заборават луѓето кои биле покрај нив во тој процес. Тие се во некој нов филм и во тој нов филм играат некоја нова улога и улогите околу се променети. Ако вие сте биле нивни учител, еве така да се изразим, кога тие совладали научиле лекцијата, веќе немаат потреба од вас како учител. Тоа ние учителите најдобро го знаеме и не очекуваме сите наши ученици да не паметат подобро, да не бидат благодарни. Се разбира дека одреден дел од нив се благодарни, се сеќаваат на нас, доаѓаат, не посетуваат, не поздравуваат по улици, не пишуваат. Меѓутоа тоа е само еден мал дел. Ние ги пуштаме своите ученици да продолжат со својот живот, да постигнуваат успеси, да се надраснат себе си и сме благодарни што сме можеле да бидеме дел од нивниот пат. Но, ако вие сте се чувствувале дека сте им пријатели, дека сте блиски, ако сте вложиле многу емоции во сето тоа, повеќе од колку што е потребно, тоа не е гаранција дека и тие другите го чувствувале истото, дека во вас гледале пријатели, дека биле емотивно врзани со вас. Кој знае, можеби едноставно вие сте биле само нивни учители, помагачи, поддржувачи во тој период во кој сте им биле потребни. Периодот завршил, вие сте одиграле вашата улога и, како што реков, во нивниот нов филм нема место за вашата улога. И знам дека тоа не е толку едноставно. Знам дека може да звучи болно, знам дека може да биде тешко да се прифати. Но тоа е едноставно така. Искуствата покажале дека луѓето не сакаат да се сеќаваат на периодите кога им било тешко. Луѓето не сакаат да бидат ученици, не сакаат да учат, сакаат да знаат, сакаат да бидат учители, да бидат возрастни луѓе. А сите тие кои што им помагале, ги учеле, ги поддржувале, ги потсетуваат на тоа дека не било секогаш така. Зрелите личности успеваат да ги интегрираат во себе
и периодите во кои што не било се прекрасно, во кои што им било тешко, во кои правеле грешки, имале своји слабости и знаат дека е тоа дел од нивниот пат и продолжуваат понатаму. Не сме сите, нели, стигнати на истото ниво на разбирање, на согледување, на развој, ако сакате. И тоа е апсолутно во ред. Или во одреден период во животот едноставно може да заборавиме се што мислиме дека знаеме. Некои големи животни предизвици може да не променат и како личности, како луѓе. И тоа е во ред, човечки се случува. Како ние ќе се носиме со тоа, тоа е веќе друго прашање. За сите оние кои што се наоѓаат од другата страна, односно се чувствуваат изневерени, повредени, разочарани, тоа не е проблем на личноста која што ве заборавила. Тоа е ваш проблем. Вие треба тоа да го решите. Вие треба да се соочите со тоа и да се запрашате зошто се чувствувате така. Ако сте имале поинакви очекувања, ако таа личност ви била драга, ако емоционално сте се инвестирале, нормално дека ќе ве боли тоа извесен период. Меѓутоа, еден ден ќе помине и тоа ќе биде искуство од кое што треба нешто да научите. Или премногу сте се давале, премногу сте се вложиле, сте имале некакви очекувања од таа личност, но таа личност практично ништо не ви доложи. Затоа што вие сте го правеле тоа, затоа што сте сакале, затоа што сте можеле, затоа што сте умееле во тој период да бидете нечи помагач, поддржувач, како сакате наречете го. Вашата улога завршила. И тоа треба да се прифати. Ако се чувствуваме така, да си провериме да не имаме проблем со прифаќањето. Дали имаме проблем можеби со нашите очекувања од другите луѓе. Дали имаме проблем со претераното давање. Дали имаме проблем со нашите здрави граници. Дали се уште имаме некакви очекувања од таа личност. Зошто? Ако ние сме биле во улога на помагач, поддржувач, тешител, родител, учител, како сакате наречете го. Зошто имаме уште потреба да го продолжиме тој однос кој најчесто е едностран. Кога е тој однос двостран, кога двајца луѓе заедно се поддржуваат, си помагаат, си се наоѓаат во тешките периоди едниот на другиот, се радуваат заедно на убавите работи, тоа се вика пријателство. И не постои животен предизвик кој може да го раскине вистинското пријателство. Или можеби тоа пријателство траело одреден период, се истрошило, завршило и ние тука ништо не можеме. Можеби и било вистинско за тој одреден период. Меѓутоа, завршило, ги испразнило сите можности, ресурси, емоции и тоа е тоа. Наше е да го прифатиме тоа, да си ги провериме своите очекувања, да провериме да не премногу сме се заиграле во тој однос, да не сме имале и имаме се уште очекувања и тоа е се што можеме да направиме. Луѓето ги делат улогите на другите околу себе зависно од улогата во животот која што играат. Најчесто не може исти луѓе да играат различни улоги. Затоа треба голема зрелост, мудрост, развиени вештини, степени на толеранција. Не може со својот учител, со својот родител, со својот помагач да одиш понатаму во животот, да се забавуваш, да градиш успеси, кариери, да се чувствуваш радосно, опуштено и среќно. Затоа што некаде длабоко во себе си му ја доделил улогата да биде помагач, да биде поддржувач, да биде учител, да биде родител. И тогаш, кога ќе се чувствуваш подобро и поинаку, и кога мислиш дека можеш сам и сега е се подобро, едноставно, може би чувствуваш како товар да го носиш со себе учителот, родителот. И тоа не е знак на зрелост и целовитост на една личност. Меѓутоа, тоа е сепак
предизвик за тој кој што така се чувства и така реагира. Или оние кои ги забораваат своите учители, кои не ги пуштаат низ животот со благодарност, кои не се сеќаваат повремено, не се навраќаат, не научиле многу. Меѓутоа, тоа не е наш проблем. Тоа е проблем на тие кои што биле во улога на ученици. Како што кажав на почетокот, дека не ми е намерата никого да судам, така на крајот да подсетам дека сите ние сме луѓе, се ова човечки, се ова искуства, лекции, дел од нашиот раст и развој, улоги во кои сите можеме да бидеме. И затоа, без осуда, без критика, со разбирање, за подобри односи, поквалитетни односи, поубав живот. И нема едни и други. И едните и другите сме ние. И затоа за крај да се подсетиме во која улога ние почесто се наоѓаме. И дали може би, додека се лутиме на тие кои не заборавиле, дека сме им помогнале, дали може би ние имаме некое такво искуство и што можеме да направиме со тоа. Тоа е нашата работа. А другите бираат како ќе се однесуваат и како ќе го одат својот животен пат. Ние сите се среќаваме по патот, извесен период, имаме заеднички интереси, потреби кои можеме да ги задоволиме едни со други, емоции, размислување, ставови. И ако еден ден тие се променат или се разидат, и ние ќе се разидеме и ќе продолжиме секој по својот пат. И тоа е животот. Ви посакувам убав ден и се гледаме во некое друго видео.